Добар ден, почитувани гледачи. Јас сум Александар Динев, а вие го гледате Добриот доктор. Ви благодарам што сте со нас. Во денешната емисија имаме тема од областа на педиатријата. Поконкретно ќе зборуваме за најчестите заболувања периодов во ординациите на матичните педиатри. Ќе разграничиме кога е потребно да се пие антибиотик, дали тој делува и при вирусни инфекции, но ќе офатиме поголем дел од времето и за коксаки вирусот, кој периодов е доста присутен пред се кај децата на предучилишна возраст. Моја гостинка и соговорничка во студиото во денешното издание на Добриот доктор е доктор Драгана Емел Марковска, специјалист педијатар. Доктор Емел Марковска, добар ден, ви благодарам што сте дел од денешното издание на емисија. Добар ден, ви благодарам на поканата. Еве да почнеме есенско време, променливо време. Што е најактуелно според заболувања кај вас во вашата ординација? До пред некоја година имавме точно распределување на одредени заболувања во летото и во зимата, меѓутоа некако се повеќе тоа се менува и за жал ни се мешаат симптоматологиите, меѓутоа сепак можеме да кажеме дека преовладуваат вирусните и бактериските заболувања на горно и долно респираторниот тракт. Тие ни се најчестите кои што ги гледаме во овој период од годината и самото лошо време ни допринесува да ние се мораме да не бидеме толку многу надвор, да се дружиме во затворени простори, да седиме внатре, колку повеќе седиме внатре, толку повеќе се зголемува бројот на заболувањата. Така, кога сме кај вирусите, кои вируси најчесто според клиничката слика која гледате кај децата се поприсутни овој период? Можеме да кажеме дека тоа се вирусите кои што се со респираторна симптоматологија, варичелата како или крупната сипаница која што ја имаме, сега во овој период малце за нијанса е повеќе застапена отколку вообичаено и она што последниве година и пол го имаме и за среќа наша може да кажеме сезонско е коксаки вирусот кој што го имаме. Тој го имаше на пролет многу, па после летово малку се стиша и сега повторно го има како состојба која што не е... Знаете, коксаки вирусот спаѓа во една фамилија на вируси кои што се карактеризираат со многу брзо ширење во средината. Време на инкубација е време од кога сме дошле во контакт со вирусот додека се појават првите симптоми. И тоа е многу кратко, некаде 2 до 3 дена и самиот вирус се карактеризира со многу голема степен на заразливост. Тој е многу едно дете ако е заболено денеска и оди во градинка, при тоа ние не знаеме детето е најзаразно пред да ги има симптомите кои што ги има, може да ги зарази сите други деца во групата кои што ги има. И како дополнување, освен што е многу заразен, живее и на предмети. Значи играчките со кои што детето си играло дента, утре дента се уште си има од вирусот кој што може да ни ги зарази децата. И тоа е тоа кое што ни ги комплицира работите периодов. Така, пред да продолжиме во разграничувањето на вирусните и бактериските инфекции, кога сме веќе и кај коксаки вирусот, да продолжиме со оваа тема. Кои се првите симптоми, бидејќи рековте дека децата се најзаразни уште кога не даваат симптоми? Првите симптоми за сите вирусни заболувања се неспецифични, така да ги крстиме. Тоа значи може да му тече носе, може да биде нерасположено. Или универзални. Или за сите и исти се. Плачливост, вознемиреност, му тече носе, кашлица може да се појави, покачена температура. Сега веќе кога ќе се појави покачена температура, не го носиме детето ниту на училиште, ниту во градинка. И можеме да го заштитиме, меѓутоа се додека не се појават некои од тие сериозни знаци, ние сме се шири вирусот, а ние не сме, никој не е свесен дека тоа го прави. Несвесно се шири таа работа. Некогаш знаете родителите кажат, па како го однесоа детето болно во градинка или во училиште. Можеби родителите и сабајлето не виделе никаква симптоматологија. Секој сабајле може да е уморен и да му се спие. Така е. Бидејќи како што рековме дека сите респираторни симптоми се исти, периодов исто така има и доста настинки поради драстичната температурна разлика, а децата се најосетливи. Како родителите да се посомневаат дека можеби станува збор за коксаки вирус? Тој од кога ќе се појави симптом, значи тој има специфични знаци кои што ние ги гледаме. Од првиот ден кога ќе се добие температурата, најчесто во рок од 2 до 3 дена се појавуваат специфичните знаци за инфекцијата. Тоа е исипот околу устата, може да или првично може да одбива храна, тоа е заради исипот кој што се појавува во устата. Потоа исипот околу устата
устата, се појавува еден специфичен исип кој што се јавува на дланките, не на горната страна, него баш на дланките и на табаните. После тоа тој се шири, оди према колената и во пеленската регија, да речеме, ја има. Зошто зборувам пеленската регија? Коксаки вирусот е вирус кој што ги зафаќа сите генерации, меѓутоа најстрашен и најмногу се појавува потешка клиничка слика кај децата во градинка. Токму заради тоа зборуваме во пеленската регија, очекуваме дека ги има повеќе деца кои што се сопелени, па заради тоа го имаме тој дел. Тоа се симптомите кои што треба да не посомневаат. Сега не ги чекаме ние сите секаде да ги има. Така е. И една до две точки ако имаме, треба да се размислиме, чекате да видиме што е и како е. Каков е тој осип во вид на која боја? Тоа е црвени точки се кои што се појавуваат, каде што може да се забележи дека имаме ручиња исполнети со вода и тие ќе пукнат. Може да бидат многу ситни и потоа се спојуваат и растат, стануваат поголеми. Се гледаат. Луѓето, децата кои што прележале сипаници, многу сличен исипот на сипаниците и коксаки вирусот. Меѓутоа е различно местото каде што се појавува, па е едно од знаците. Знаете, коксаки вирусот до пред 5 години ние воопшто не зборувавме. Ако го исчитате во моите стари учебници кои што ги имаме ние, тоа е многу сериозно заболување. За среќа, не знам колку да баш за среќа, меѓутоа клиничката слика, секој вирус, значи секој вирус кога се пренесува од човек на човек, зема мал дел од човекот, се реплицира и доаѓа до модифицирање, односно трансформација во клиничката слика. Нема сите универзална клиничка слика. Различно делува, И за среќа коксаките од оној тешката форма која што ја има и која што можеби никој до сега ја немал или ја има 1 до 2 деца, тој може да предизвика сериозни заболувања, како што е воспаление на срцето и така натаму. Меѓутоа јас веќе 5 години се соочувам многу често со коксаките, не сме виделе таква клиничка слика. Она кое што многу не секира е ќе се појават многу исипи околу устата и во устата и децата не може да јадат. Не, тоа се рани кои што ги имаат и они не може да јадат, ќе дехидрираат. Тоа е причината за се најчестите компликации. Како компликации кои што можеме да ги видиме. Колку време долго трајат симптомите? Зависи, од 2 до 7 дена. Некогаш тоа трае 2 до 3 дена, некогаш трае 7 дена. Она што е важно да го кажеме и да го знаат луѓето, еднаш прележан коксаки не значи дека трае на имунитетот. Можеме и повторно да го добијаме, така да не треба да одиме под идејата па прележавме еднаш баш ние гајле ќе се мешаме секаде. Не, пак можеме да го добиеме. Дури можам да кажам, има деца кои што повеќе пати прележале коксаки, има други деца во истото семејство ниеднаш не прележале коксаки. Не можеме да кажеме зошто едните имаат, другите нема. Ради групирањето и ради затворената средина и можноста за брзо пренесување, токму затоа најчесто е присутен во градинките. Како што рековме на почетокот, го има и на играчките, тие ќе исчистат, меѓутоа не може да го стерилизираат. Треба да имаме. Ние сега тоа веќе е друго прашање. Како треба да ги чистиме градинките, дали треба да ги стерилизираме, UV лампи дали треба да имаат градинките или не. Например, ние во амбулантите имаме UV лампи и на одредено време го вклучуваме, го стерилизираме просторот, па после продолжуваме да работиме. Очекувано би било да и во градинките го има тоа. Јас мислам дека нема градинка која што има UV лампа. Дали бројноста во приватните може би, во државните градинки нема. И сега жените кои што се задолжени за одржувањето хигиеничарките ги чистат, ама тие не ги чистат играчки. Немаат никако да ги чистат. Како не е би ги направена комплетна дезинфекција и стерилизација. Така. Да дадеме предности на прашањата од нашите гледачи, почитувани во програма, сте повелете. Добар ден. Здраво, добар ден. Добар ден, во програма сте повелете. Сакам да ве поздравам, програмата и гостинката, многу ви е погодена писата во погоден период. Имам прашање до докторката, значи вака станува збор, имам ќерка, сега е 3 годинки, во јануари беше 2 и доби коксаки вирус. Ние го замислувавме така како што го пишува во книги, дека ќе се добие нели исип по дланките, по телото, но кај неа беше баш како сега докторката што објаснува. Значи со многу афти во устите, со многу висока температура, моравме да бидеме хоспитализирани. Помина многу тешко. Јас сум од Штип, не пратија во Скопје, значи искрено прв пат бев сериозно загрижена дека детето нема да го биде после тој вирус. Толку беше западната и лоша, само на инфузии 12 дена залче во уста не стави.
Сега што се случува од тогаш? Значи, тогаш параметрите во крвната слика и се изместија целосно, имунитетот до тогаш, до тие 2 години, тој беше прво разболување со тој вирус. Од тогаш наваму она е константно болна, постојано тече нос, слаб имунитет, давам суплименти секакви што може и да слушнам и да прочитам и да видам, ама детето е слабо. Така. Дали докторката може да ме посочи што може да се прави, дали уопшто тој коксаки вирус толку може да остави последици што траат цела година да не може да си дојде детето при себе, тоа ме интересира. Да, ќе добиете одговор на конкретното прашање, но и совети и препораки како да постапите. Секое добро и вам и на вашето дете и останатите членови од фамилијата. Ова е една од тие тешките компликации која што може да се случи и тотално да се разруши имуниот систем кај детето. Она што како препорака можеме да и го дадеме на мајката е за жал трпение и треба да почекаме времето да си го одработи своето. Ако дополнително оди во градинка, повторно се комплицираат работите затоа што таман ќе се залечи имуниот систем малку, нова вирусна инфекција, повторно ние го ослабуваме имунитетот и така натака. Тука ни се случуваат тие работи. Само треба да биде умерено употребата на суплементацијата. Ние во Македонија имаме хиперсуплементација и тоа не е добро. Кога имаме хиперсуплементација, односно кога ќе дадеме со цел за да ни биде подобро на нашето дете, ние го одмараме и нашиот имун систем вика па ја не треба ништо да правам, зошто би правил нешто? Ќе си седам, ќе ми додадат од надвор и не се бори. Значи, прво треба да биде умерено, не треба да биде во континуитет цела година. Она што треба да биде најважно што треба да го правите е обавезно да имате физичка активност надвор, колку 1 час до 2 часа, умерена суплементација, со витамин Д обавезно, повремено вклучуваме цинк и витамин С, здрав начин на исхрана, овошје, зеленчук, месо, протеини треба да имаме во храната, затоа што протеините се горивото од кое што се создава имуниот систем. На тој начин да се потрудиме. Ако може да не го носиме детето во градинка некој 2 до 3 месеци, е убаво за да се одмори дома, за да можеме да го активираме имуниот систем, па после тоа постепено да го враќаме во колективните установи. За жал, тоа е немаме некој магичен долг и макотрпен е процесот, макотрпен, треба трпение, како што рековте, и доста жртвување што се како се. За жал тоа е нештото што треба да го направиме. Вообичаено толку долго да се чувствуваат компликации? Не е вообичаено тоа. Ама рековте дека не секој организам... Така е, не секој организам исто делува и не секое дете исто на секоја состојба делува. И тоа има врска. Има врска и самите 12 дена без јадење, тоа е тотално истоштување на организмот и трошење на внатрешните ресурси. Значи, ние и нашата внатрешна средина ни била уништена, па треба допрва да ја несуваме. И сега зависи тоа времето на опоравување колку личи, како личи. Дете на 3 години, кое што се сака да чепне, се сака да стави во уста, дополнително ќе комплицира работа. Така е. Доколку имаме и следен гледач, почитувани во програма, сте повелете. Ало, добро утро. Добро утро, добро ден. Сакала да поставам прашање. Ова е надвор од коксаки вирус од прашањата. Меѓутоа е вака, работи, јас сум мајка на 6-месечно бебенце. И моето бебенце извесен период одбива да пие млеко. Пример, количината која што си ја пие, не ја допива целосно. Одбива и се уште има голем степен на грчеви. И би сакала да прашам зашто би можело да станува збор. Така. Ке добиете конкретно одговор на прашањето, доколку имате некој подпрашање за мајката, бидете на линија. Дали е почната двоврстната исхрана, односно дали јаде друго детето? Цица или е адаптирана формула? Исхрана. Цица или адаптирана формула? Со адаптирана формула, да. Добра. Колку пати пие млеко? Па редовно си пие на 3 часа даваме, меѓутоа количината што ја даваме не ја добива до крај. Добро, фала ви. Во ред ќе добиете конкретни одговори на вашите прашања и препораки како да постапите. Секое добро и вам. Ова е веќе сосема друга тема. Друга тема е, Една од моите омилени теми е ова растот и развојот на детето. Прво, дете на 6-месечна возраст, доколку има внесено храна, самото дете некогаш не сака да пие млеко. Сосема е доволно да има посладка му е храната и ние треба да го почитуваме. Тоа е неговото право.
Она што можеби на оваа возраст сега, тоа се веќе финеси колку јаде, како јаде, што јаде, меѓутоа не е ни страшно ако има две формули во денот, на пример да речеме Сабајле има едно адаптирано млеко, па после има доручек, па си има ручек и вечера па млеко. На таа возраст е сосем доволни 5 оброка. Вкупно 5 оброци во 24 часа. Едниот со тоа што ќе пие Сабајле вечер по едно млеко, сигурно сега веќе е преминато од единица адаптирана формула, тоа е формула која што се дава во првите 6 месеци од животот, па после е двојка, таа оди од вториот, од 6-тиот до 1 година, двојката млеко, се разликуваат една од друга со тоа што двојката млеко е покалориска во однос на единицата, затоа што треба во помало количество на млеко да се внесе одредена поголем број на калории, таму има повеќе протеини, повеќе масти и може да го заситува детето и да не треба да пие количество на млеко. Втората работа која што можеби треба да ја размислуваат родителите, а да не се грижат, е дека на кутијата на млекото кога ќе видиме имам бројки кои што можеби се недостапни и не јас некогаш се зезам во ординација, се фрустрирачки. Јас некогаш не успеав да ги стигнам тие со моето дете дома и така натака и не се греда ако не се достигнат тие мерки. Самото дете ќе се каже колку млеко ќе пие. Ако пие на пример 150 мл Сабајле, 150 мл вечер, сосема доволно е вечерата да биде млечна. На пример ќе се направи адаптирана формула со житарка и на тој начин ние сме обезбедиле млеко доволно, а сме му дале да јаде со лажица. И тоа сме му и неговите желби сме ги задоволиле и нутритивните вредности пробаат сме ги. значи на таков начин корисен и практичен совет. Ќе вклучим уште неколку гледачи почитувани во програма, сте повелете. Добар ден. Дали се слушаме? Во програма сте повелете со прашањето. Добар ден. Поздрав до докторката и би сакала нешто да кажам. Вака, мислам дека сите сме свесни денове какво беше небото. Денеска врне дожд. Сите овие отрови што беа од озгора сега ќе спаднат на вегетацијата. Значи не се работи за никаков вирус, се работи за тровање. И на мајката од Штипника и биде јасно дека детето што толку е болно поради болно со отрови, преку храна, што се внесува, преку воздух што го дишам и така натаму. И треба време да се тоа дете детоксицира. Што значи дека не се работи за никаков вирус, кој не е жив, кој нема јадро и не може да се пренесува по никаков начин. Добро, господјо, да, тоа го почитувам и вашето мислење, секој има право на собствено мислење, меѓутоа овдека коментираме исклучително само според медицина базирана на докази. Доколку имаме и следен гледач, почитувани во програма, сте повелете. Добар ден. Режија, дали имаме гледачи на линија? Добар ден. Да, ќе продолжиме понатаму, секако секој има право на свое мислење, да. Секој има право. Не го оспоруваме, меѓутоа да, сепак вие сте специјалист, педијатар сте, поминале соодветно образование многу години и исклучително сте учеле од книга, од медицинско искуство и слично. Да се вратиме на Коксаки вирусот, кога околу диагностиката. Дали е доволен само клинички преглед за да знаете дека детево има Коксаки вирус согласно симптомите кои ги споменавте претходно или потребни се некои дополнителни испитувања? Најчесто е доволно само према клиничката слика ние тоа да го правиме, да го утврдиме врз основа на клиничката слика и да кажеме за што станува збор. За среќа доскоро немавме лабораториски анализи лесно достапни за да можеме ние да утврдиме дали станува збор за Коксаки вирусот или не. Сега од последниве 2 години веќе се повеќе имаме можности да го утврдиме и лабораториски да го докажеме Коксаки вирусот. Најчесто ние се трудиме, барем јас во мојата ординација се трудам да не ги малтретираме многу децата. Ако знаеме нештото што е. А не сака децата да се боцкаат. Не сака децата. Никој не сака да се боцка, да му се земат 200 пати бриси, така натака. Ако нешто не е очигледно и ние го гледаме. За било која вирусна и бактериска инфекција станува збор, ако знаеме какви се состојбите, никогаш и не ги боцкаме и не ни требаа дополнителни лабораториски докажувања на истата работа. Сосема е доволна клиничката слика која што ние имаме. Која очигледна клиничката слика немаме потреба. Но ако нештото не ни одговара во
според симптоматологијата личи дека е тоа, меѓутоа нешто не ни штима, тогаш веќе можеме лабораториски, а за среќа имаме во приватните лаборатории во рок од 6 до 8 часа можеме да добиеме резултат дали станува збор за вирусна инфекција или дали станува збор за коксакето или не. За коксаки вирусот, да имавме за жал и класичен пример за една од компликациите како што споменавте и дехидратацијата, меѓутоа како и што рековте, најчесто болест има благ многу благ, за среќа е многу благ и многу лесно поминува. До една недела е кога додека се симптомите. И терапијата се состои во симптоматска. Немаме некоја магична терапија. Ние на пазарот постојат антивирусни лекови. И кога ќе забележиме дека нештото не ни оди најдобро, тогаш да ќе употребиме и антивирусен лек. Меѓутоа ако станува збор за нешто што ни е јасно дека ќе помине лесно, дури родителите мислат дека е алергија, па дошле на лекар да видиме што е, па ќе сватиме дека е коксаки, тогаш одиме само со хидрирање, односно давање на доволно течности, внимаваме устата да ни биде убаво обложена внатре, имаме креми кои што се мачкаат внатре, за да се обезболи устата, да може да се јаде, тогаш нема никаков проблем. Немаме потреба од Ќе вклучим уште неколку гледачи, почитувани во програма сте, повелете. Добар ден. Режија ве молам. Добар ден. Ало? Во програма сте, повелете. Здраво, сакам да ја прашам докторката, малку далеко од темава, дали витамин D намален кај дете, особено што касни за развој, е причина да се одложи МРП вакцина? Ви благодарам. Да, интересно прашање, иако е надвор од темата. Витаминот D и вакцинацијата немаат никаква врска едно со друго. Каснењето во развојот исто така според критериумите кои што се за МРП вакцинацијата, доколку не постои директно поврзување на вакцината со одредена состојба, не е причина за одложување на МРП вакцината. За жал не е причина за одложување на вакцинацијата. Јас викам за жал затоа што ние секојдневно тоа ни е еден од најжешките костени во амбуланта кои што го имаме. Да нема ден да нема родители. Вакцината и дали треба, кога треба и што треба да правиме со вакцината, тоа не е нешто добро. За жал, јас имам видено компликација од морбили, која што не беше воопшто добра. Кога секој би го видел тоа како личи вирусот на морбили, тоа е веќе друга димензија, ќе прашаме кога треба да се вакцинираме, а не дали треба да се вакцинираме. Меѓутоа тоа со родителите немаат никаква, не можеме ние тоа да го објасниме. Па дури некогаш треба да ги послушаме и да ги испочитуваме. Да ги разбереме на некој начин. Меѓутоа нема никаква поврзаност помеѓу витаминот D за доснетиот развој кај детето и МРП вакцинацијата. Така е. Доколку имаме и следен гледач почитувани во програма, сте, повелете. Добар ден. Добар ден. Ве слушаме, во програма сте, повелете. Се јавувам од Кочани, сум баба на... се јавувам од Кочани. Да. На баба сум на 4-годишно внуче и тоа внуче беше во градинка, таму се појави коксаки и сакам едно прашање до докторката. Дали коксаки вирусот може да предизвикува да го нападне панкреасот и детето се разболее од диабет тип 1. Да. Ке добиете одговор дали има поврзаност со овој вирус и компликација од директно на панкреасот со тоа и појава на диабетес, или можеби тоа е вродена состојба? Диабетес тип 1 е за жал вродена состојба, најчесто е предизвикана... Ние прашавме дали некој во семејството... Ама тип 1 е. Тип 1 е, да. Без разлика, да. Тип 1 е, таа е генетска, најчесто е генетска. И сега, дали вирусот предизвикал да се активира нештото, дали секако ќе се активирало, дали самата вирусна инфекција допринела да детето дехидрира, па тоа да се манифестира, никогаш не. Како компликација во литературите, јас што ги имам исчитано за коксаки, не сум сретнала до сега дека предизвикува диабет. Може би има некаде во некој од литературите која што јас ја немам прочитано, да, некои случаи опишани, да. Ние и во литературата, онаму каде што сме читале, диабет тип 1 некогаш и од вирусите може да се појави, да се забрза неговото појавување. Меѓутоа е нешто што веројатно ќе се појавило секако. Така. Ќе слушнеме уште неколку гледачи почитувани во програма, сте, повелете. Добар ден. Добар ден. Во програма сте... Моето внуче има 9 месеци. Мајката го дои и
и сега почна да му дава храна, тврста храна, меѓутоа веганска и формула не прима. Така да ја прашам докторката какво мислење има за веганска храна на бебе. 9-месечно. Така разбрав. Да, 9. Ви благодарам, да, ќе добиете одговор. Добро, многу интересно прашање. Веганската храна, значи изборот на како ќе охраниме детето, додека детето не знае, на мајката и на таткото, и тие се тие кои што треба да одлучат како детето ќе се храни. Тоа што не прима формула е за пофалба затоа што цица бебето се уште. И децата кои што цицаат и луѓето кои што мене ме познаваат знаат дека одговорот на прашањето кога ќе пиеме кравје млеко е никогаш. Јас не сум застапник дека децата треба да пијат кравје млеко. Сосема е доволно млекото мајчино за да се внесат сите останати намирници кои што треба да ги имаме од млекото, но веганскиот начин на храна може да го применуваат луѓето без никаков проблем. Ние имаме во ординација вегански деца. Само со убава контрола на нештото, во денешно време има многу замена на протеините кои што ги имаме од месото со растителната храна. И сега тоа има врска, дали е веганска храна и јадат риба, дали јадат јајца или не јадат, дали се вегетаријанци, дали се вегани, дали јадат сирова храна, не сирова. Меѓутоа, со убава контрола и со договор помеѓу родителите и помеѓу педијатарот може да се проба и таков начин на исхрана. Не значи дека е грешка, ако крвната слика е добра, ако детето не заостанува во ништо, ако протеинскиот внес е сосема доволен, мускулната снага е супер, развојот на детето не е загрозен во ниеден момент, не гледам причина за. Може би ќе биде алергично на месо, па нема да јаде месо никогаш во живот. Така да се во границите на нормалата треба да се движи. Само добро е детето да биде добро. Така е, здравјето на детето е пред се. Тоа ни е премисата на сите нас. Детето треба да биде добро. Така е. Имаме простор само за уште еден гледач или гледачка. Добар ден, во програма сте, повелете. Добар ден. Добар ден, ве слушаме. Од Битола се јавувам, мило ми е, ево, стигнав последна сум, меѓутоа ќе бидам кратка. Поздрав до докторката, студиото, едукацијата е одлична. Докторка, до вас прашање, кога би имало и ваква едукација во јавните установи, градинките, предучилишна, училишна возраст, колку би се избегнало сето ова, колку би било благородно во поглед на децата и вирусите? Така е. Интересно прашање и добра забелешка во секој случај. Повеќето од емисиите и темите би сакала да насочам во поглед на едукацијата, затоа што сепак таму работат различни персонали, неедуцирани, несоодветно образование, па дури и млади кои не се родители. Сега, кога ние доверуваме дете на млада, неискусна, неедуцирана и која не е родител, за жал. Меѓутоа, би сакала да едукацијата е зголемена во тие простори и со заедничко делување да би подобра зима и така натаму и така натаму. Се согласувам со вашата забелешка, но и имам и една забелешка, не мора да значи дека ако не е мајка, дека нема добро да се грижи, но сепак тоа се е ваше мислење, а и во право сте за едукацијата во воспитно-образовните установи, ќе го продискутираме и ќе даде свое мислење и доктор Емил Марковска. Секој добро, господјо, до вас и поздрав до Битола. Убаво прашање за крај, убава констатација за крај. Можеби можеме да го одговориме тоа заедно. Ако имаме доволна едукација на целиот персонал кој што работи во колективните установи, медицинска едукација на сите тие таму луѓе кои што работат, не е важно дали се родители или не се родители, не е важно колку се млади и колку не се млади, ќе го покриеме целото тоа што треба да го имаме и треба да го имаме. Но не е само тука персоналот. Сега не е ние тука да викаме персоналот, не че ни прљава градинката. Некогаш и ние како родители треба да внимаваме што правиме. Знам дека некогаш сме очајни и дека детето ќе ни стане са бајле, а ние имаме важен состанок и мора детето да оди во градинка.
може би треба да има, сега гледам има тренд во приватните градинки, имаат посебна соба за изолација, каде што можеш да го оставиш детето 2 сати, да го завршиш тоа што е неодложно дента, да си го земеш детето и да продолжиш дома. Ние во Скопје, барем можеме да зборуваме за Скопје, јас не можам да зборувам за другите градови. Каде што една или две воспитувачки се грижат за 30 или 40 деца. Па тоа не може да, прво тоа не може да се случи. Физички не може. Физички е невозможно. Па добро и тие луѓе добро прават. На крајот од денот па и добро се трудат. Максимум го дават. Меѓутоа и ние како родители треба да допринесуваме за целата самосвест и свест кај луѓето треба да ја дигнеме на повисоко ниво. Едукацијата би превенирало. Па би требало да превенира нешто од нешто. Би требало тие едукативни работилници може би треба во мали групи да се прават. Во смисол, учителките со децата, со родителите, да има повеќе семинари, да имаме здруженост помеѓу едните кадри и другите кадри. Може би така би можело тоа да го но битна е личната одговорност, убаво рековте, кај секој од нас, тогаш би се промениле многу работи би се промениле. Меѓутоа ова еден сегмент од вашето последно излагање, мајката или таткото имаат важен состанок, детето има температура или осипи, мора да го носи во градинка. Јас и родителите ги разбирам, некогаш стварно не може нешто да се промени. Ама ако имаме изолација соба и ќе го оставиме таму детето 2 сати и завршиме работа, ќе ја завршиме работа. Колку време се препорачува дете со коксаки вирус да биде изолирано? 2 до 3 дена по престанок на исипот. Тој може да трае 2 дена и уште 2 дена е доволно, може некогаш да трае 7 дена, значи ни требаат уште 2 до 3 дена. Тоа зависи од клиничката слика на детето, меѓутоа се смета дека е незаразно повеќе детето и дека нема ништо да му направи на околниот свет. И ако има малку благо покачена температура? Не, ако има температура не оди на лекар, не оди во градинка, секако тоа не оди во градинка. Со покачена температура, па дури од заби да е знак дека нашиот организам, знаете, покачената температура не е знак дека е многу болно детето, дека треба да му дадеме антибиотик, дека треба да правиме, не, тоа е знак дека нешто ни се случува во организмот и ние треба да застанеме и да чекаме. И за растењето на заби е процес кога имаме борба во нашиот организам. Покачената температура е одговор на организмот за нешто што се случува кај нас во имуниот систем. Така е најдобро да го сватиме тоа. Така е, сам да се избори организмот. Ве прашуваат ли родителите, по-конкретно мајките, дали треба антибиотик ако детето има коксаки вирус? Па тоа е тема, тоа е вториот Жежо Костен кој што го имаме секој ден. Постојано е борбата, да, после вакцината, тоа е борбата која што ние водиме цело време. Дали кога треба антибиотици, па што е ова, има 7 дена детето температура, се измачивме, не му дадовме антибиотики и така натака. Тоа е една многу сериозна тема, каде што ни треба повторно едукација, многу голема ни треба, ама за жал, јас морам да кажам, не е се до родителите. Знаете, ние ќе се бориме 5-6 дена и детето ќе оди на дежурен лекар и ќе добие антибиотик. Разбирам, таму одат на дежурна служба луѓе каде што во моментот процениле дека треба да се даде антибиотик. За среќа, трендот на давање на антибиотици во дежурна служба, кој што беше во минатото многу поголем од сега, се намалува и тоа е многу добро. И е за пофалба. Ако јас кажам дека не треба антибиотик и они одат на дежурна служба и таму им кажа дека не треба антибиотик, па тоа е. Ке се избори детето 7 дена, сега ќе се мачат малку родителите мачењето на за доброто на детето. Мачењето на детето е само му даваме на имуниот систем за да се справи со посериозни, да ги создаде своите одбранбени механизми. Ние ако не му дадеме на нашиот имун систем поле за борба, нема да бидеме победници во ниедна борба. Ај така сликовито да го прикажеме тоа. Така е. Вирусите сега се присутни исто и за останатите респираторни инфекции. Во кој случај само се препорачува антибиотик? Тоа се тогаш веќе ни требаат лабораториски анализи. Не можеме ние без лабораториските анализи. Ако вирусната преминала во бактериска или компликации, било која вирусна инфекција може да започне и вирусната и бактериската инфекција имаат заеднички симптоми кои што се исти. Универзалните што за тие се покачена температура, течење нос, болка во грлото, болка во телото. Сите тие болки во стомакот, сите тие се исти и за едното и за другото.
Некогаш вирусот почнува како вирус, но може да се направи компликација како суперинфекција, бактериска суперинфекција и тогаш веќе имаме состојба каде што треба да дадеме антибиотик. Ама тоа би го утврдиле преку проста лабораториска анализа како крвна слика со ЦРП. Значи не треба да правиме некои драматични испитувања. Една крвна слика со ЦРП, ама не направена во првите 15 до 20 минути од кога е болно детето, ниту во првиот ден. Луѓето кои што ме познаваат знаат јас што зборувам. Значи ние имаме во амбуланта има температура од сабајле во 4 попладне да правиме нешто, ништо не може да правиме. Минимум 24 часа треба да не е манифестирало клиничката слика да се спомине во температура, во болест, во симптоми, за да знае организмот кога ќе направиме една лабораторија, да знаеме дека нешто се случува и дека треба да знаеме на каде ќе се движиме. Знаете, ќе добиеме некоја клиничка крвна слика која што е пола-пола, за ништо не. Тоа не ни вика готово, него ни вика почекајте, ќе дојдете за 2 до 3 дена, па ќе видиме што ќе правиме. Сето тоа ние... Значи, после третиот ден од покачувањето, најчесто нема да издржат родителите до третиот ден, али барем 24 часа нека издржат, па после ќе правиме крв. Нека одат, ако треба, нека одат на лекар, па докторот ќе им каже што треба и како треба. Ако се симптомите очигледни, некогаш нема потреба ништо да се прави. Доктор Емел Марковска, бидејќи сме на самиот крај од емисијата, за крај вообичаено ги оставаме советите. Што најчесто ги советувате родителите во вашата ординација да го пренесете истиот совети до гледачите кои не слушаат токму овој период кога станува збор за здравјето на децата? Есен е време кога за жал не сме многу надвор, па треба секое слободно време и секое убаво време, секое сончево време да одиме надвор и да престојуваме надвор. Прљавите деца надвор не се болни деца, никогаш тие се најздравите деца. Треба да суплементираме соодветна витаминска терапија, тоа значи витамин Д, омега, повремено витамин С, повремено цинк, повремено пробиотици, ама тоа е повремено, не е цело време. Она што цело време треба да го даваме е витаминот Д и омегата. Тие ни се доволни за да ни потпомогнат во имуниот систем. Правилниот начин на исхрана, овошје, зеленчук, рамномерно прилагодлива исхрана за децата е сосема доволно. Среќните деца се најчесто и здравите деца. Колку можеме повеќе да одиме надвор со нашите деца и со другарчињата е најдобро. Да не престојуваме многу во затворени простори. Ако веќе треба да одбираме, ќе ги носиме во игротека, ама нема да ги носиме во мол. Пазарењето оставете си го одмарете сами, не пазарете со деца. Така ќе го скратиме престојот во моловите. Така е. Доктор Емел Марковска, ви благодарам за двојното време за советите и искуството. Ми беше задоволство што бевте денешен гостин во Добриот доктор. Се гледаме повторно. Се гледаме, ви благодарам на поканата. Почитувани, вам ви благодарам за вниманието со кое не следевте. Ве поканувам да бидете повторно со нас и утре. Со вас ќе биде мојата колешка Сања Димитровска. Во меѓувреме останете со програмата на Сител телевизија. Имајте убав ден и грижете се за вашето здравје. Пријатно!